Расте бројот на граѓани кои се жалат на измами при купување на социјалните мрежи. Тврдат дека честопати се мета на измами, но тоа го разбираат најчесто откако пратката ќе ја платат. Најголем дел од поплаките се должат на лошиот квалитет, расипаните производи, но најчеста измама е кога порачаш едно, а стигнува сосем друго. Па една винтијага што зема за никаде. На сликата сасим друга, која му испратија сасим друга беше. Можете ли да се пожалите некаде? Упативте ли пример? На некоја, нисам упатила, не работам јас со тоа. А он работе. И викаме сега па порачуве. И само што испраснато, за никаде тоа. Дека бројот на измамени граѓани најмногу преку социјалната мрежа Facebook е огромен, потврдуваат и од Организацијата за заштита на потрошувачите. Само во 2021 имале над 2500 представки. 90% од страните се нелегални, односно не се регистрирани во Централниот регистер. Ова е сериозен проблем за потрошувачите, бидејќи нема каде да се пожалат, затоа што немат никаков документ, а страната или профилот по направената порачка се гаси. Голем дел од предметите кај онлайн продажбата се однесуваат на вакви измами преку Facebook. Каде што тие не можат, доколку не им се допаѓа предметот, нели овде имате рок од 15 дена да го вратите, ако купите некој текстилен производ кој не е оштетен, не му се извадени пломби, да го вратите, не ви е точен и слично, овде немаме таква можност. Особено затоа што го затвара профилот и не постои тој човек. И пред тоа не постоел, него сака само да продаде на брзина, па дури до нутри булети се купуваат, се продаваат. Се создава впечаток дека е тоа легална продавница, меѓутоа ги нема после тоа. Најбезбедно според граѓаните е да се купува од физички продавници или да се овозможи прво да се отвори пратката, па потоа да се плати. Треба прво да се види пратката, па после да се плати и да видиш дали е добра пратката, за да ја земеш. Имам слушнато дека многу луѓе се жалат на квалитет, дека не е пратено и така. Ковид пандемијата ги смени навиките за купување кај граѓаните. И во последниот извештај за платежна статистика објавен од Народната банка се забележува годишен раст од 59% во онлайн трансакциите. Вкупната вредност во 2021 изнесува 437 милиони евра, од кои 335,3 милиони евра отишле кај македонските онлайн трговци.